Во петок стартува пробниот попис на населението во 13 општини, а нацрт законот е заглавен во собраниска процедура. Откако во понеделникот без особено објаснување беше одложена собраниската дебата и покрај најавите се уште нема координација на пратеничките групи околу законското решение и најавената средба со првиот човек на статистика. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН за Алфа вели дека добил информација дека е побаран состанок, но за сега нема никаква реакција од мнозинството. Од друга страна пак немањето закон за директорот на статистика не е пречка за пробниот попис. Од петок веќе сме и на терен. Без закон? Пробниот попис не е врзан со законот, ние нема да објавуваме податоци од пробниот попис, тоа е тестирање. Значи, целта, ќе имаме и друг пробен попис, ушемеш, некаде октомври или во ноември, пак некои технички карактеристики на апликацијата ќе проверуваме. Тоа се технички работи, технички проверки. Добро, јавноста е заинтересирана за големе, битен и важен е пописот, исклучително така да е коректно да биде информирана јавноста. Опозицијата бара да бидат целосно вклучени во процесот. Велат на Македонија и треба европски попис, а не договорена маса меѓу коалиционите партнери СДСМ-ДУИ. Функциите се минливи, а Република Македонија е се што имаме. Зоран Заев мора да го разбере ова. Премиерската фотелја не е поважна од интересите на македонските граѓани. Од интерес на граѓаните е да се спроведе европски попис, а не попис како што Заев договорил на тркалезна маса, попис на матични броеви. Пописот е статистичка, а не политичка операција, операција од суштинско значење за тековите во една држава. Од власта пак апелираа дека процесот на попишување е многу важен за општеството. Пописот, сите политички субјекти во државата треба да го сватиме како насушна потреба за граѓаните и за нормално функционирање на државата. На нито еден начин не смееме да го политизираме процесот на попис на населението. Секако оставаме можност, но ќе оставаме и време кога ќе се донесат одлуките за евентуални лидерски средби, доколку се донесе одлука да се одржат, вие медиумите, јавноста, граѓаните ќе бидете навремено запознаени. И додека траат партиските препукувања за тоа како треба да изгледа законското решение, во Прилеп, Долнени, Киселавода, Зелениково, Гостивар, Кичево, Струга, Свети Николе, Радови, Жваландово, Куманово, Кратово и во Штип, во следните 3 недели ќе се прибираат клучните податоци за пробното попишување како подготовка за пописот предвиден за април идната година.